Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Кожата е најголемиот орган на човечкото тело и нашата прва заштита од надворешните влијанија. Токму на кожата може да се јават најразлични промени, а меѓу нив да се развијат и најчестите малигни заболувања, односно карциноми на кожата. Базоцелуларниот и планоцелуларниот се најчестите форми, а нивното навремено препознавање и лекување е од огромно значење. Како изгледаат овие промени, кои се ризик факторите, како се манифестираат, кога е потребна хируршка интервенција и како изгледа целиот процес од дијагноза до отстранување, ова утро разговараме со доцент доктор Маре Стевковска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски, Скопје. Добро утро, доктор Маре, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и направо да се заблагодарам за поканата. Така. Може ли за почеток што се опфаќа и што е се во доменот на пластичната хирургија? Пластичната хирургија всушност е дел од хирургијата, од општа хирургија и како нејзина субспецијалност. Пластичната хирургија е хирургија чија што основна цел е да се оформи телото, да му даде одредена форма на телото. Тоа всушност е по потекло зборот пластикус, значи оформување, давање форма на нештото. Значи пластичната хирургија има за задача има за два дела, всушност пластичната хирургија има реконструктивна и естетска хирургија. Реконструктивната има за цел да ја врати формата на телото во случај кога има настанато повреди, инфекции, понатаму кај некои деформитети, дали се стекнати или вродени. Целта е да се врати формата на телото со цел да се добие естетика, меѓутоа и функција на деловите од телото. Реконструктивната хирургија углавно се занимава со болести, значи кај болни луѓе, меѓутоа естетската, која што исто има за задача да врати формата и углавно е од естетски причини и се прави кај здрави луѓе. Така. Заедно со вас имаме обработено во изминативе години неколку теми. Почнавме со третман на декубитални рани, па зборувавме за третман на хронични рани, па имавме и отстранување на вишок масно ткиво, така после намалување телесната тежина. Екстензивно губење на телесна тежина, каде што има вишак на кожа, така тоа е во доменот на естетската хирургија, повторно да ја врати формата, изгледот на деловите од телото. Да. Така, но сите тие теми и патологии кои што сме ги обработиле се само мал дел од сето она што го третира пластичната хирургија, односно реконструктивната и естетската. Така, во доменот на пластичната хирургија се повредите, воглавно се за кожа, подкожа, мускули, тетиви и пластичниот хирург ги решава повредите на кожата, на тетивите, на мускулите, инфекциите во сите овие делови. Понатаму изгорениците се дел од доменот на пластичната хирургија, реконструкција после хируршки интервенции кога има дефект на дел од телото или пак после некои повреди, реконструкција, односно справување со деформитети, дали се вродени или стекнати. Тоа е сето тоа во доменот на пластичната хирургија. Да, бидејќи естетската е многу во подем и многу е популарна и актуелна и посакувана, па најчесто пластичен хирург па го поврзуваме со естетика, разубавување, и во реконструктивната е вклучен делот на подобрувањето на изгледот. Меѓутоа тука лежи многу посериозна патологија и многу посериозен пристап во решавањето на проблемот. Во такви сериозни состојби, сериозни болести, крајниот резултат сакаме да биде еден добар изглед. Секако првично мислиме и на функцијата, меѓутоа и естетиката и добриот изглед ни е исто многу важни. Така. Туморите на кожата, односно малигните заболувања, карциномите, како што споменав, базоцелуларниот и планоцелуларниот, се во фокусот на денешниот разговор. Ќе почнеме темата веднаш по првиот блок реклами. Ве поканувам и вас, почитувани гледачи, да се вклучите со ваши прашања за да добиете совет и препорака за нешто што сакате да прашате. Останете со нас до самиот крај.
со доцент доктор Маре Стефковска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски Скопје, зборуваме за кожните карциноми и начинот на нивно одстранување. Доктор Маре, на почеток, ајде за кожата како најголем орган на нашето тело, не штити од надворешните влијанија, ама во исто време е изложена на сите надворешни фактори. Да. Кожата е со голема површина и таа го покрива целото наше тело. Има повеќе функции кожата, значи има првен заштитна функција, понатаму метаболна функција, учествува од терморегулацијата. Кожата е најмногу изложена на надворешните влијанија и од состојбите кои што ние ги решаваме, значи она што може да се оштети кај кожата може да бидат, значи, повреди, бидејќи е најмногу изложена на надворешни влијанија, понатаму чести се инфекции кај кожата, исто и појава на тумори. Секако на кожата имаме и други заболувања, како што се, например, алергиите. Меѓутоа, не секоја промена што ќе се појави на кожата е опасна. Меѓутоа, треба да знаеме на кои промени треба посебно да се обрне внимание. Така. Сега, секогаш ни е достапна кожата за да ја видиме секоја промена, ама дали некогаш несвесно ги занемаруваме или ги оставаме настрана сите тие промени, па некогаш тие знаат долго време да обстојуваат, па да преминат во нешто посериозно. Така. Кожата навидум изгледа многу лесна за прегледување, тука ни е видлива, меѓутоа има делови од телото кои што ние не можеме самите да ги видиме, делови од кожата, така да често пати фамилијата, може да други луѓе да ни обрнат внимание дека има некоја промена на кожата. Инаку на кои промени на кожата треба да посебно да обрнеме внимание, значи може да бидат веќе постоечки промени или новонастанети промени. Веќе постоечката промена, ако почне да се менува, што значи тоа? Значи почнува да расте, значи се менува големината, почнува да има промена во формата. Обично тие што се доброчутни промени имаат правилна форма. Ако веќе промената почнува да ја менува својата форма и виците стануваат нејасни, значи тоа е веќе нешто што треба да, значи на таа промена треба да ја обрнеме внимание. Понатаму промената ако почне да ја менува својата боја, значи била посветла, сега станува потемна, ја променува бојата. Исто така промената ако почне да станува како рана, значи да почнува да се цеди или дури може кај некој да се појават и крварење. Понатаму исто така ако од симптомите што може да привлечат внимание и чешање, некоја промена кога ќе почне да чеша. Значи, овие кожни промени воглавно се безболни, така да овие се тие симптоми на кои што ние треба да ја обрнеме внимание. Или пораснала, или почнала да чеша промената, или се претворила во раничка која што не заздравува. Значи, раничка која што не заздравува 4 до 6 недели, значи просечно велиме за месец дена, е рана на која што треба да се обрне внимание и да се направи дополнителни испитувања. Така, за карциномот на кожа ние често пати зборуваме со дерматолози, бидејќи тие се првата линија каде што нели треба да се направи и прегледот, тука кај нив е и превенцијата, да се забележат одредени промени, па ако тие забележат сомнителна промена, тогаш го упатуваат пациентот веќе и на пластичен хирург. Меѓутоа, за базоцелуларниот и планоцелуларниот веројатно повеќе посветуваме внимание на меланомот, бидејќи е и најагресивниот и за многу брзо време може да се прошири ако навреме не се открие. Што со овие претходниве? Важно ли е од каде потекнува туморот, од која регија? Треба ли да се разграничи, па затоа се прави и таква поделба? Да, тие се поделени, така ќе викаме, немеланотични и меланотични. Тоа е според тоа од кои клетки во составот на самиот состав на кожата потекнуваат. Значи, најчести се базоцелуларниот и планоцелуларниот карцином и тие воглавно се јавуваат, бидејќи се смета дека како ризик фактор е сонцето, се јавуваат на деловите што се изложени на сонце. Значи, најчесто ги има во предел на лицето, на челото, на образите, на устата, на ушната школка се јавуваат, на дланките се јавуваат.
А за меланотичните, за меланомот, тие може да се јават и на делови кои што не се изложени на сонце. Например, многу често се јават на грбот, кој има во предел на екстремитетите. Така да кога се прегледува кожата, не треба да се прегледа само оној дел кој што е видлив, така тој што го гледаме и што е изложен на сонце, туку треба да се направи комплетен преглед. Дори понекогаш, посебно за меланомите, например, може да имате некоја, така да кажам, скриена локализација, например меѓу прстите или доле на табаните или пак под ноктите. Значи кога прегледуваме кожата, треба да се направи комплетен преглед. Односно, ако било која промена се е сомнителна, треба првиот преглед треба да го направи кожниот лекар и они со помош и се имаат посебни инструменти за испитување, ја гледаат каква е промената и поставуваат една првична дијагноза. Така да кожниот лекар може да каже да, оваа промена е бенигна и може да ја следиме или пак ќе го упати на хирург за да се отстрани. Зашто? Затоа што кога ние ќе отстраниме, ја испитуваме секоја промена, ја испраќаме за патохистолошко испитување и со тоа добиваме конечна дијагноза. Така, тука е голем стравот и дилемата на пациентите, ако се отстрани, тие се плашат повеќе дека можеби нешто дополнително ќе се развие или ќе се расшири, па ги оставаат дел од нив и не се одлучуваат или не сакаат да ги отстранат. Да. Оправдан ли е тој страв? Значи, луѓето сметаат дека ако било која бемка или промена се чепка, дека таа може да се расшири. Меѓутоа, кога се оперира, кога една промена се лекува со операција, ние ја вадиме, како што велиме, целата промена. Значи, ние не идеме низ промената, не ја травматизираме, туку идеме во здравото ткиво. Комплетно ја отстрануваме промената. Дори постојат и одредени протоколи колку во здраво треба да се отиде за да се биде безбедно отстранувањето. Така да. Кога зборуваме за базоцелуларниот карцином, кои се неговите карактеристики? Треба ли тука време долго да помине за да тој порасне, за да ја покаже својата промена или пак и првично може да се забележи? Вака за базо и за планоцелуларниот карцином бидејќи се смета дека главен фактор се сонцето, односно ултравиолетовото зрачење и ова влијание на сонцето и на ултравиолетовото зрачење е кумулативно и со долги години. Значи една кожа ако е долго време изложена на сончење на УВ зрачење, тоа треба, за да развие ваква промена, потребни се години, ако не и децени. И затоа велиме, децата не треба да се изложуваат на сонце, токму заради тоа, затоа што најголемите оштетувања, што може покасно, после долги години, да даде вакви кожни промени, се случуваат токму во дејството, кога децата се изложени предолго време на сонце и дури може да настане и ако има чести горења на кожата. Базоцелуларниот карцином е, како да кажеме, еден добар карцином. Зашто? Затоа што тој се шири само локално. Значи не оди, како што велиме, по крвта, него на местото каде што се појавил и постепено се шири. Меѓутоа, и тоа не го прави безазлен. Зашто? Затоа што деки се јавува, пример, во предел на лицето, реги кои што се онака мали реги, така да секоја промена тука е многу значајна. Секој нејзино ширење предизвикува или е во близина на окото, или во близината на носот или устата. И често пати на челото, на темето, може, така? Да, на челото, може и на поглавината. На поглавината многу често се појавуваат, така да како расте, со тоа и кога ќе треба да се отстрани, тогаш ќе представува и, да кажем, проблем, затоа што колку е поголема проблемата ќе ни биде и покомплицирано решавањето да се реши тој дефект. Значи, базоцелуларниот, иако има добра прогноза, не се шири по крвта, меѓутоа локално се шири, затоа треба да го извадиме што порано. И втора работа, секога се тие, како ние велиме, мултицентрични. Ако го има на едно место, меѓутоа, секогаш постои можност во околината да има тие некакви мали, да кажам, зачетоци кои што може после неколку месеци, години повторно да се појави. Затоа, ако ќе го извадиме базоцелуларниот карцином, на пациентите им кажуваме, ова е дефинитивно лекување. Значи, ти си излекуван. Меѓутоа, повторно ги закажуваме на контроли и им обрнуваме исто внимание да ако они приметат било која промена во околина, повторно да се јават. Затоа што ако веќе се појавила една промена,
најверојатно голем процент ќе се појават и други промени. И обично тоа и праксата ни го покажа. Ќе дојде пациентот за вадење на еден карцином кожен, после тоа ќе се јави и за друг, затоа што тие се некогаш едноставно како склоност на организмот да има повеќе, има ли тоа значење или не? Може би, тоа е во главна комбинација, така да кажеме, значи една основа, да има генетска основа и надворешните фактори. Значи, ако е лице кое што е изложуван долго време на сонце, дали заради својата професија, например, кај градежни работници, кај земјоделци, или пак често добивал изгореници од сончање, од сонце, така, тогаш тоа е една основа за покасно во животот да се појават овие карциноми. Се смета дека и посветлата кожа има повеќе тенденција за да развие вакви кожни карциноми. Така, дали и од вашето искуство и од секојдневната пракса кај повозрасните пациенти, односно луѓе, се појавува базоцелуларниот? Да, секако со годините, со текот ние забележуваме кај постарите дека има доста промени, нели, темни, како бемки, како некои други промени, дел од нив можеби се и базоцелуларен. Базо и планоцелуларен, воглавно ги сметаме дека се водат кај постарата област, кај постарата возраст, значи кај постарите. За разлика, например, со меланомот може да се појави во било која возраст. Така, и за жал во се порана возраст, барем и од она што го гледаме и што го слушаме и во светски рамки, а и кај нас. Само да ги потсетам гледачите дека може да се јават на вам добро познатите телефонски броеви, слободно поставете прашање за да добиете совет и препорака. Дали може би некого имаме веќе во моментов на линија? Во очекување на вашите јавувања, продолжуваме понатаму, откако ќе се направи хируршката интервенција, односно патот од диагноза до интервенција. Веројатно се почнува од кај дерматологот. Дали некогаш може прв пат кај вас да се дојде кај пластичен хирург или повторно се враќа дерматолошки преглед со дермоскоп да се направи, да се види промената, па потоа процедурата да си се проследи на пластична хирургија? Да, во главно постапката е таква, значи првиот пациентот треба да се јави на кожен лекар, кожниот лекар дава препорака и после тоа доаѓа кај нас кај пластичен хирург за понатамошен третман. Посебно, например, пациенти кои што имаат многу голем број на бемки, тие исто се со поголем ризик за некоја од таа бемка да се промени, значи ги упатуваме на кожен лекар. Он прави преглед на сите бемки и обично ни ги обележува кои бемки се најсомнителни и кои се препорачува да бидат отстранети. Многу е важно пациентот да дојде во порана фаза, значи кога се уште промената е помала, и во тој случај можеме таа промена да извадиме и како еднодневна хирургија, односно амбулантска хирургија. Пациентот доаѓа, правиме некои основни припреми и во локална анестезија, значи во посебна сала, мала сала, каде што ги отстрануваме и пациентот си заминува дома. Меѓутоа, ако во зависност од големината на промената, незината локализација и општата состојба на пациентот, че понекогаш е потребно и тоа да се направи со прием во болница, односно во болнички услови. Во тој случај, тогаш припремата е многу поголема, значи пациентот поминува низ одредени испитувања, за да може да се направи интервенцијата горе во, како што велиме, во операциона сала. И тогаш е веќе како болничко лекување. Имаме прием во болница, одредено време останува во болница и потоа го отпуштаме од болница. Да. Најразлична големина може да биде некогаш ако поминале години, така самиот човек забележал, ама едноставно не му се придава значење. Расте ли брзо таа промена? Може ли некогаш да има големина и како на орев и дури и поголема да биде? Да, брзината на растење е различна. И самиот факт, ако брзо расте промената, тогаш има и полоша прогноза. Меѓутоа, некои промени знаат да растат и неколку месеци и години. Вечно пациентите, луѓето не им обрнуваат внимание, тамиот секојаш таква не е многу променета. Така да, секако многу се по-едноставни за решавање, колку е помала промената, меѓутоа поголемите промени бараат и реконструктивни постапки. Значи, или од околината на промената, таму каде што
откако ќе отстраниме, тој дефект да се замени со околната кожа, а дури понекогаш имаме и од другите делови на телото за да се покрие тој дефект. Таму каде што има недостаток на кожа. Така, да. Мислам дека имаме веќе гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Ајде, повторно во очекување на јавувањето, очигледно имаме некакви проблеми со линиите, можеме да погледнеме и блок реклами, па да продолжиме понатаму. Останете со нас, следете непочитувани гледачи до самиот крај. Доцент доктор Маре Стевковска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, ни е гостинка ова утро во Фактор здравје. Зборуваме за карциномите на кожа, но рековме и ќе споменеме и дел од другите промени кои што се решаваат на Универзитетската клиника за хируршки болести Светина Омохридски Скопје, односно бивша градска болница, како што сите и најчесто ја знаеме. Доктор Маре, планоцелуларниот карцином се разликува од базоцелуларниот. Тој може би некогаш со малку поголем ризик од ширењето и метастазирањето, така ширењето во лимфните јазли, но доколку остане долго време непрепознаен и долго време неистретирано. Така, планоцелуларниот карцином е карцином кој што на кожа, кој што може веќе он да се шири во крвта, така да неговиот третман малце е поинаков, освен отстранување на самата промена, после тоа пациентот го следиме. Значи следењето е првите 2 години го следиме на 3 месеци, при тоа следење се прават и дополнителни испитувања. Значи не само локалниот статус, значи гледаме како е локалната состојба на местото каде што е отстранет карциномот, туку и дополнително му правиме испитување на пациентот, затоа што тој може да се прошири и затоа мора да направиме и пошироки испитувања. Следењето е секако и од страна на хирургот, меѓутоа ги советуваме пациентите, што би се рекло и како само контрола, само испитување да си направат, значи да си ја следат така да може да дојдат на контрола и порано од предвиденото. Иако планоцелуларните многу ретко, значи многу ретко се шират, многу ретко дават, меѓутоа мораме да ги земеме исто во озбилно како што се и другите агресивни карциноми. Така, тоа парче ткиво потоа се носи на анализа. Зошто е важна таа дополнителна анализа да се види за каков тумор станува збор? Затоа што има повеќе видови, повеќе форми, значи може да биде во различна форма и затоа многу ни е важно препаратот, ние така велиме препаратот, значи ткивото што го имаме извадено, да го испратиме на патохистологија. Со патохистолошкиот наод ни кажува значи кој вид на карцином е, кој степен на карцином и, што исто многу важно, колку сме го извадиле во здраво. Така да понекогаш, бидејќи првичната работна диагноза е едно, меѓутоа ова е дефинитивна диагноза, ако има потреба и повторно вадиме, дополнително правиме од веќе направената така интервенција, така ако нешто покаже на дополнителната анализа. Да, се прави и дополнително. Да. Какви техники се користат доколку е голем дефектот, таков е терминот и изразот медицински, така колку Значи, во принцип, гледаме да биде поедноставна интервенцијата, затоа што сепак тоа после нас ни треба следење на таа промена. Главно земаме така наречен тенок слој на кожа, од друго место на телото, гледаме посебно ако е во предел на лицето, ако се одлучиме да станеме така, да биде со приближена некарактеристики боја како на лицето. Значи, може да се земе некаде од коренот на вратот или од градниот кош, понатаму најчесто земаме од надколеницата или од надлактицата. Ако постојат усови, понекогаш земаме и локално, како велиме, како локален резен, од самото во близина на таму каде што веќе сме отстраниле промената. Така. Дали најголем предизвик е кога се прави тоа на регијата на лицето? Таква реконструкција, значи, бидејќи тука мора да се запазат сите финиси така за да не се изгуби природниот изглед. Така, сепак тоа е многу важно да освен
остранување на карциномот и сепак пациентот да има добар изглед, така да се го зачува изгледот. Иако многу од нив се да кажам пресрекни што е остранет карциномот, и тоа сепак многу важен фактор е и како ќе изгледа тоа место, лузната каква ќе биде и како ќе се реши тој дефект. Така, кога станува збор пак за меланомот, велиме ако е во многу рана фаза откриен, тогаш и шансите така се поголеми за излекување, односно и тука се отстранува, па со дополнителни терапии кои потоа ќе следат, но доколку се открие во доцна фаза, за жал тој многу брзо се шири. Посебно за меланомот е многу важно да се открие што порано во раниот период, затоа што сосема различно лекувањето и текот на болеста ако се започне лекувањето во раниот период отколку во покасен период. Така. И целта беше да ги охрабриме гледачите доколку им е препорачано нешто да се отстрани, доколку се соочат со ваква состојба, да не се плашат и што побрзо тоа да го направат. Но повторно мораме да се навратиме и на ризик факторите и на превенцијата, која е главната и основната во успешноста на лекувањето на секоја состојба која рано би се препознала. Да, така. Сакала уште еднаш да кажам, значи воглавно има мислење дека не треба да се чекаат тие промени, да не се иритираат, да не се разљутат. Меѓутоа, хируршкото отстранување, затоа што има и други начини, може и кожниот лекар да им предложи, и тоа со хируршкото отстранување, затоа што го отстрануваме целосно и во здраво, не постои ризик ние да го разљутиме. Значи, постои една работа што ние ја преминуваме пластичните хирурзи, ние не правиме биопсија на вакви промени. Значи, самото вадење е всушност за нас биопсија. Токму ради тој факт да не ги разлутиме. Значи, секоја се вади, целата промена се вади во здраво. Така да, подобро е понекогаш. И после таа промена се носи на анализ. Таа промена се носи на патохистолошко испитување и добиваме дефинитивна диагноза. Ние точно ги упатуваме на кожен лекар. Кожниот лекар ни дава една диагноза, меѓутоа таа е работна диагноза. За да добиеме дефинитивна диагноза, нас ни е потребно патохистолошко испитување. И со тоа сме сигурни. Значи, ако има некоја БМК, пример, тогаш таа ќе треба да се следи, ќе треба да се заштитува. Затоа што еден од ризик факторите за да се промени една БМК, тоа се микротрауми. Значи, како што е, например, дел на телото, како што е на појасот, или на поглавината, или кај мажите на лицето, тоа се мали секојдневни трауми. Такви БМКи, такви промени кои што се наоѓаат на место, кои што постојано се наоѓаат на некоја микротраума, таа треба да се извади. Дори иако и е нормална, нема никаква промена, значи треба да се извади. Првен заради микротраумата и второ, самото тоа што е на лицето, на изложените делови, тоа е постојано изложено на сонцето. И тоа би требало да се штити таа БМК, да не биде изложена на ултравиолетово зрачење на сонце. Така. Мислам дека веќе имаме и гледач, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Поздрав до водителката и до гостинката. Ви благодариме. Поздрав до докторката највеќе Маре Стефковска од градската болница 8 септември. Ова е Свети Наум Охридски, која што е една од најдобрите и најсовесните докторки во таа болница. Добре. И ја поздравува Пенка. Така. Имате некое конкретно прашање? Сте имале некој проблем што сте го решили или едноставно? Имала проблем, повеќе пати сум била кај неа, сум се обраќала за помош и за себе и за своето семејство и секој пат била многу коректна и успешна во сите хируршки интервенции. Добро, сакавте само да не поздравите, да, доктор Маре, повелете? Добро утро, јас ве препознав сестра Пенка, веднаш ви го препознав гласот, ви благодарам многу за убавите зборови. Да, поминатото време заедничко.
Да, работевме, тоа е медицинска сестра од Стара градска болница. Така, да, ама ние никогаш не знаеме кога ќе бидеме пациенти, така? Кај докторите, потоа, и добро е што си продолжувате, ви благодариме за јавувањето, продолжете и понатаму да бидете наш редовен гледач. И таа комуникација лекар-пациент е многу важна, доктор Мари. Како велиме, првиот впечаток го имаме проблемот, ама кога ќе наидеме на позитивен лик, на насмеано лице, некогаш и дијагнозата полесно можеме да ја прифатиме. Така, тоа е многу важно и довербата и таа комуникацијата со пациентот. Посебно кога таа комуникација која треба на пациентот му соопштите дека е карцином, така, за базоцелуларниот можеби поедноставно, затоа што ќе му објасните дека е така, дека не е, дека сме го решили проблемот, само дека треба да го следиме, меѓутоа кога се работи за планоцелуларен, посебно за меланом, таа комуникација е многу важна. Кај планоцелуларниот, дали значи дека ако веќе се појавил во едно семејство, треба и другите членови на семејството, децата понатаму, да бидат малку повнимателни во следењето на промените? Дали генетиката тука има свое значење? Се смета дека може да постои и некоја генетска основа, меѓутоа комбинирано со овие надворешни фактори, со дополнителни фактори, значи не значи дека тоа ќе се манифестира. Меѓутоа се смета дека сепак ако има некој во фамилијата, посебно за меланом, дека треба да се обрне посебно внимание и барем она што ни се нас познати ризик фактори да се отстранат. Така. Да ги избегнуваме и да ги следиме повеќе поредовно. Да се следат промените и бенките. Да се следат промените, И тоа би било всушност и во превенцијата. Една од превенциите, значи она што може да се направи во секојдневниот живот е да не се изложуваме на јако сонце, значи најчесто во периодот што 10-11 часот, па она кога најако до 4 до 5, значи ако можеме да не се изложуваме. Ако веќе има потреба за изложување, тогаш треба да се земе заштита, може да биде форма на облека, значи со долги ракави, со капа и со креми за заштита од сонце. Понатаму, секако во заштитата и редовните контроли, значи од самоконтрола, значи да се прават сам преглед на кожата, па до контроли кај кожен лекар, за да се проверуваат, како што велиме, да се проверуваат бемките. Посебно луѓето кои што имаат многу бемки, тие треба да прават контроли, затоа што кај нив постои поголема веројатност дека некоја од таа бемка може да се промени. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ало, добро утро. Ве слушаме, повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Благодариме. Ме слушате? Ве слушаме одлично, повелете со прашањето. Јас малку подоцна се вклучив и разбрав дека докторката се вика доктор Мара и дека работи во Свети Наум Охридски болница. Градска болница. Вака, сега прашањето ми се однесува за керка ми. Керка ми има една бемка на десниот образ, значи на средина на меѓу носот и увото, тука негде од прилика. Таа бемка е долгогодишна од раѓање. Ја пратиме, ја следиме ве 22-3 години. Пред една недела некоја бубулица тука и се јавила до бемката, стискајќи ја бубулицата, нешто ја вознемирила и бемкава, така да отишла на приватен доктор и рекле дека треба да се вади. Меѓутоа, сакаме ние и друго мислење. Па сега сме на ние да одиме на клиника за кожни болести да ја проверат, да видат дали има потреба за вадење и ако треба да се извади. Дали може кај докторкава да дојдеме да видиме и таа едно второ, трето мислење да кажи дали може или треба или не треба или некако да се смири таа бемка. Така, Ви благодариме. Еве сега ќе чуете веднаш. Вака, првен во однос на бемката, значи самиот факт што се наоѓа на лицето, таа е постојано изложена, значи на сонце. Дополнителен фактор е понекогаш во близина на бемките има еве како дадениот случај имало некоја инфекција или може да има цисти. Самиот фактор дека има веќе во близина инфекција, тоа ја иритира бемката.
Сега што е дека дилемата, што е лице, што е млада особа, значи вадењето на бемката ќе остави една лузна, меѓутоа сепак мислам дека таа бемка треба да се изведи со оглед на тоа што и од раѓање бемката вие постојано ја следите. Веќе има една иритација и би требало таа бемка, меѓутоа би било добро и да дојдете, јас да ја видам, може да дојдете на 25 јуни, јас сум во амбуланта и ќе видиме и заеднички ќе донесеме одлука. Да, до тогаш ќе се направат другите иследувања и испитувања, како што рече гледачката, ќе одат на кожна клиника да се види што и на уште една дермоскопија, меѓутоа самиот факт дека таа бемка веќе е иритирана, има инфекција, треба да се земе во обзир. Така. 25 јуни амбуланта, така може би ќе пробаат и преку матичниот да закажат преглед, така треба ли така или пак едноставно да се дојде? Да, може и да дојдат, значи може да дојдат и со итен или приоритетен упат. Така, да. Веќе сме на крајот на емисијата, доктор Маре. Јас ви благодарам за гостувањето. Пораката ја кажавме, превенцијата, заштита од ризик факторите и доколку забележиме некоја каква идеја промена, прво да си одиме на дерматолог, а потоа, нели, ако е потребно и одстранување, пластичните хирурзи се тука тоа вешто да го направат, да го отстранат и да не се плашиме и да не мислиме дали нешто ќе прерасне во сериозна промена. Така, значи подобро ни е да извадиме таа промена, да ќе добиеме патохистолошки научи што е промената, отколку постојано ни е да ја следиме, да ја штитиме, сепак подобро е тоа да се извади, точно ќе знаеме за што се работи. Да, ви благодарам уште еднаш. Исто и јас. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме во понеделник со ново издание на Фактор здравје.